Добре дојдовте во темата на неделата. Анкети за предвидување на исходот од гласање во државите и зошто тие во последно време се погрешни. Свесно се манипулира со анкетите или пак има и други причини. Во Соединетите држави е представена нова метода и алатка за испитување на јавното мислење пред избори. Таа ќе ги спојува традиционалните анкети, експертските содржини, како и содржините од социјалните медиуми. Кумулативната анализа би требало да биде многу поточна отколку досега. Жените и добростоечките републиканци од предградијата ќе имаат решавачка улога во борбата против лојалистите на Доналд Трамп на среднорочните избори за Конгресот во ноември годинава. Ова го покажува новата алатка на Ipsos Public Affairs, фирма која се соочува со незиниот прв поголем тест по победата на милиардерот во 2016 година. Влегувањето на Трамп во Белата куќа ја изненади целата избирачка индустрија, бидејќи изборните метеоролози предвидуваа сигурна победа на Хилари Клинтон. Годинава со цел да се добие посеофатен поглед на сложениот електорат, Ipsos користи амалгам на 3 извори на информации: традиционални анкети, стручни анализи од Универзитетот во Вирџинија и трендови на социјалните медиуми. Станува збор за нова алатка, бесплатно достапна онлайн, која деновиве беше презентирана во Вашингтон. Имаше широка дебата за тоа зошто толку многу анкетни организации ја промашија проценката пред 2 години. Тоа беше бидејќи пазарот генерално зависеше од еден единствен влог, а тоа беа анкетите. This tool, the tool that we developed, represents that. It represents a perspective or approach with multiple inputs. We have expert opinion, we have polls, and we have social media. Each of those data sources can be assessed separately, and the analysts can themselves come to their own sort of conclusions about the outcome. Ipsos ке следи повеќе од 400 изборни трки, закажани за 6 ноември, користејќи ја својата нова алатка за анкетирање на 10.000 потенцијални гласачи неделно, проценки на десетина професори по политички науки и до 5,5 милиони мислења спомнати на социјалните медиуми дневно. На фонтот за социјални медиуми, Ipsos преку употреба на комплексни алгоритми ги анализира трендовите во онлайн разговорите кои даваат увид во разбирањето на клучните прашања за гласачите во 2018 година. Social media is a great instrument from a data perspective, helping us predict what will happen. With all of its pluses and minuses, it is an important data source, but it's also a data source that gives us context and meaning behind what's going on. Јанг додава дека станува збор за 3 теми, освен се разбира личноста на председателот Трамп. Тоа се здравствената заштита, имиграцијата и работните места. Мошно е свесен за мешањето на русите на последните американски председателски избори, вклучувајќи го и ширењето на лажни или запаливи новински извештаи на социјалните медиуми. Ipsos води сметка и да ги одбегне ботовите или автоматските сметки, најчесто надвор од Соединетите држави. Во Македонија на последните избори речиси сите анкети беа погрешни. На сегашниве пред референдумското изјаснување ретко кој им верува. Има сомнежи за манипулации со резултатите од анкетите, но има и реални проблеми за кредибилни анализи. Нема попис, нема актуелни статистички податоци, а и луѓето анкетирани по телефон честопати не се искрени во одговорите. Како и во светот, така и во Македонија се користат 2 општо прифатени методи на истражување на јавното мислење. Тоа се телефонските и теренските анкети. Теренските овозможуваат поголема доверба кај граѓаните, па од тој аспект резултатите од нив се сметаат за пообјективни. Телефонските анкети се спроведуваат многу побрзо, за 5 до 7 дена, но бидејќи отсуствува личниот контакт со анкетарот, довербата во нив е понамалена, објаснува председателот на Институтот за демократија Societas Civilis Марко Трошановски. Искуствата сепак покажуваат дека не е непознато проценките на некоја анкета да бидат промашани, односно да не одговараат со изборните резултати. Причината е јасна и е голем проблем за сите агенции кои што работат во Република Македонија, вклучувајќи го и Државниот завод за статистика како најголема државна агенција за истражување. А тоа е застареноста на статистичките податоци за популацијата. 2002, како што знаете, 16 години немаме попис направено, што е огромен недостаток.
не знам држава во регионот или во Европа која што има така стара пописна база, а таа база е основата во која што сите примероси по кои што ние работиме се прават. Токму немањето на ажуриран список на статистички податоци ги доведува во ситуација агенциите примероците да ги прават врз база на проценки и предпоставки, па од тука е поголема веројатноста за пропусти и грешки во истражувањето. Но за разлика од Соединетите држави, каде што покрај традиционалните анкети се користат и стручни анализи од експерти и трендовите на социјалните мрежи како извор на информации со цел да се добијат попрецизни проекции, кај нас се уште не се следат ваквите трендови. Моментално во Македонија, барем јавно ниједна агенција не работи на таков начин, можеби некои дискретно ги применуваат тие методи. Меѓутоа, да, со оглед на префрлањето на граѓаните на други платформи на комуникација, на страна фиксните телефони и мобилните телефони, повеќе комуницирајќи на социјалните мрежи, секако дека таа околина, на комуникацијска околина, мора да се земе предвид, така да врз основа на нивниот личен ангажман на социјалните мрежи се проценува нивниот политички став, што е многу пообјективен метод, бидејќи вие по телефон секогаш може да го скриете сопствениот став, меѓутоа однесувањето не лаже. Како вие се однесувате на Facebook, да речеме, го открива вашите политички преференции. Сепак ваквата прогноза се базира на софистицирани алгоритми на предвидување на резултатите, што подразбира сериозен кадровски и софтверски капацитет. Упатените во оваа област се свесни дека не секогаш испитаниците се искрени во своите одговори, особено кога станува збор за политичко-партиски теми, но уверуваат дека постојат начини и методи како да се балансираат неискрените одговори со крајните проекции на резултатите. Тоа беше се во оваа емисија посветена на испитувањето на јавното мислење и како до поточни предвидувања. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.